Вие сме во студиото на Македонија денес, продолжуваме со нашата следна тема и настан кој што ќе го најавиме, а верувам дека тоа ќе биде доста интересен и значаен, особено за љубителите на книгите и можноста на едно место да се најдат сите изданија од сите издавачки куќи и секако на еден навистина убав начин да се поминат неколку дена на сајмот на книга кој што оваа година се одржува од 3 до 9 мај во ВИП арената Борис Трајковски. Сајмот на книга секако е едно навистина значаен настан кој што се одржува секоја година, место на кое што може да се најдат голем број на нови изданија, секако и оние постарите и интересните, да се направат голем број на промоции на романи со присуство на гости, автори кои што ќе ги промовираат своите книги, а она што е најзначајно секако ќе имаат можност и да разговараат со своите читатели, читателите да добијат автограм и подпис на нивните книги и секако сето тоа да биде проследено со едно навистина убаво дружење, убаво искуство и она најважното убави цени на книгите кои што можеби одамна сакате да ги имате во вашата домашна библиотека. На сајмот на книга секогаш има можност да се пронајдат наслови од оние кои што се доста интересни и значени за најмладите до оние кои што секако се од интерес и за повозрастните, секако книги и изданија кои што, како што кажав, на сајмот на книга и премиерно се прикажуваат. Оваа година сајмот се одржава, уште еднаш повторувам, од 3 до 9 мај во ВИП арената Борис Трајковски, а на барање на Скопски сајм заради полесен пристап на посетителите до сајмот на книга, ЈСП Скопје воведе две нови автобуски линии кои што во истиот период ќе се обраќаат до ВИП арената Борис Трајковски. Ќе ги споменеме линиите секако и дестинациите кои што ќе ги поминуваат овие автобуси, се со цел да се олесни пристапот за сите оние кои што сакаат да бидат дел од овогодинешното случување и сајмот на книга. Линија 100/1 ќе се сообраќа од населбата Ново Лисиче до ВИП арената Борис Трајковски по следната траса: булевар Јане Сандански, Нова железничка станица, Југодрво, Рекорд, Соборна црква, партизански одреди, Поликлиника Букурешт и ВИП арена Борис Трајковски. Вклучувањето во сообраќај на оваа линија ќе биде во периодот од 3 до 9 мај со почеток од 11 часот, а исклучувањето во 19 часот. Еден навистина убав начин за жителите од овој дел од градот секако да стигнат до ВИП арената Борис Трајковски, а имаме уште една линија која што ЈСП ја воведува во периодот од 3 до 9 мај со почетокот и време траењето на сајмот на книга, линија 200/1 која што ќе се сообраќа од населбата Дексион до ВИП арената Борис Трајковски по следната траса: Дексион, Ѓорче Петров, партизански одреди, Поликлиника Букурешт и спортската сала Борис Трајковски. Исто така, вклучувањето во сообраќај ќе биде со почеток во 11 часот, а исклучување во 19 часот. Овие линии се сообраќаат од 3 до 9 мај во периодот од време траењето на сајмот на книга, место каде што љубителите на книгите, на пишаниот збор ќе имаат можност да пронајдат многу интересни наслови, секако да запознаат голем дел од авторите кои што ќе бидат присутни на овогодинешното издание на сајмот на книга и верувам едно вистинско уживање за сите вас кои што сакате да бидете дел од оваа манифестација која што годинава се случува во ВИП арената Борис Трајковски. А ние токму на оваа тема ќе разговараме во нашето студио со нашата драга пријателка од просветно дело, која што секако ќе ја најави нивната програма на сајмот на книга, Марија Богоевска. Марија, добро утро и добре ден. Добро утро, добро ве најдов. Дојде тој сајм на книга, кога долго време го најавуваме и го очекуваме како љубители на книгите. 30 години јубилејно издание на сајмот на книга, доста значајно за сите издавачи, па и за вас. Токму така. Сајмот на книга, како што ние го нарекуваме кај нас, всушност и празник на книгата, со нетрпение го очекуваме, бидејќи ете тоа е можност, освен во нашите книжарници, на едно место, да ги извадиме сите оние наши изданија на кои што напорно сме работеле последната година. Зборуваме од еден до друг сајм, напорно се подготвувавме се со една цел, сите најнови изданија и сите најнови автори да им ги доближиме на нашите читатели и да уживаат во сето она што го подготвуваме за нив. Како што напоменавте, ова е 30-ти сајм, јубилеен сајм. Од Скопски сајм организаторите токму најавија и дека како подарок за најмалите, односно за учениците, оваа година влезот ќе биде бесплатен, повторно ете се со цел да им се доближи книгата и да ја почувствуваат таа магија на сајмот.
Да, магијата на сајмот навистина знае да ги опфати сите оние кои што ќе дојдат. Не се знае на кој штанд да се застане, која книга да се купи. Се трга настрана од буџетот секако за да се биде дел од ова убава манифестација. А ете, олеснување едно барем за најмладите на еден убав начин, бесплатно да прошетаат низ штандовите и да видат што е она најново. 30 години саем на книга. 30 години секако во континуитет се изложуваат нови наслови, нови изданија и вие како просветно дело присутни во текот на секој издание на саемот на книга. Токму така и од година во година, како една од најголемите издавачки куќи во Македонија, се трудиме да бидеме што е можно поинтересни, да донесеме што е можно попровокативни и почитани наслови кога станува збор нели за насловите кои што се не само од балкански, туку и од светски автори и се разбира нели да им бидеме што поблиску на читателите и со цените, токму затоа нели го воведовме и саемскиот попуст, така што се надевам дека секој ќе си најде по нешто на нашиот штанд, почнувајќи од 3 до 9 мај. Да, 3 до 9 мај во вип-арената Борис Трајковски. Вие како издавачка куќа имате можност да посетите и други саеми на книги, што во регионот, што малку подалеку, а секако ете би сакала да направиме една споредба во однос на случувањето на саемот на книга во Македонија и надвор. Има ли разлика и секако успеваме ли ние да бидеме во чекор со сите изданија и сите нови наслови? Секако дека има разлика, значи сепак нашиот саем е и многу помал од еве да речеме најблискиот саем во Белград или во Загреб, меѓутоа ние како издавачка куќа се трудиме да ги следиме сите оние изданија кои што се најпродавани, особено на саемот во Белград. Токму затоа и оваа година го донесовме Марко Видојковиќ, тој веќе беше гостин во вашата емисија. Со неговата книга зборувавте, тоа е едно од најпродаваните изданија во моментот во Србија, тираж од 17.000 примероци, најпродавано во Словенија, исто така и во Загреб, тој ќе биде гостин на нашиот штанд. Исто така повторно една од најчитаните авторки, која што е најчитана меѓу двата саема во просветно дело, Исидора Биелица ќе биде гостинка на нашиот штанд, ќе имаме уште многу други гости. Еве најавувам дека и најмаличките ќе уживаат на 4 мај на нашиот штанд, правиме ден на списанијата. Утрото ќе започне со оние најмалите, ќе зборуваат за Росица и другарче, ќе се дружат со целиот тим кој што ги изработува нивните списанија, бидејќи ете тие се интересираат како се прави списанието. Тука ќе бидат илустраторите, најпознатите писатели за деца кои што пишуваат во овие списанија. Потоа денот ќе продолжи со читателите на Развигор. Тие ќе се дружат со изданијата кои што се посветени за нивна возраст, особено со она што е најново. Зборуваме за едицијата Мелој, посветена на магичните еднорози, за на крајот денот да заврши со оние најголемите, односно со читателите на наш свет, за кои што подготвуваме едно навистина големо изненадување. Ќе дојдат најпознатите јутјубери токму за нив и ете, ќе имаме работилница како е да се биде јутјубер и што всушност значи тоа. Ете, навистина е интересен начин да се доближат младите до саемот на книга. Јутјуберите на свој единствен начин верувам дека ќе допринесат во што поголем број секако да се биде на штандот на просветно дело во периодот кога тие ќе бидат дел од вашата програма. Имате навистина богата програма, како што и самата најавивте, интересни гости кои што ќе бидат дел од овогодинешното случување на саемот на книга. Имаме ли можеби точни датуми кога и како ќе може да се сретнат читателите со нивните автори омилени како Исидора Биелица, Марко Видојковиќ, Славица Сквер? Така, значи, започнуваме уште веднаш. Од првиот ден со почетокот на саемот од 3 мај започнуваме со Васил Мукаитов, Искокни прескокни, промоција на неговата книга, која што е наградена со наградата Ванчо Николевски, како најдобра книга за деца. Тука најмаличките ќе може да се дружат со него. Потоа продолжуваме следно она што веќе го најавив, на 4 мај ќе биде дружењето со списанијата за деца. На 5 мај имам интересна работилница и дружење со креативниот центар Хелен Дуран. Тука повторно ќе се дружиме и забавуваме со нивна организација. Тука е веќе гостин Марко Видојковиќ, така што ете сите оние кои што го следат и го сакаат ќе може да се дружат со него. Потоа следи гостувањето на Јована Хисмер и Исидора Биелица, помагајте пријателки, така што секој ден ќе биде исполнет со активности, секој ден ќе биде исполнет со гости. Сите ваши гледачи и нашите читатели може да не следат на нашите Facebook профили, токму таму на дневно ниво ќе објавуваме кој точно ќе биде и во колку часот гостин и што се ќе се случува на нашиот штанд. Да.
Сајмот на книга започнува на 3 мај, трае се до 9 мај со почеток од 10 до 20 часот. Љубителите на книгите и секако на пишаниот збор ќе може да го посетат и да најдат по нешто секако за секој член од семејството, да уживаат во убавата атмосфера, промоциите и настаните кои што ќе ги има низ сите штандови на овогодинешниот сајм на книга. Во нашето студио разговараме со Марија Богоевска, која што ни ја представува програмата на Просветно дело како една од најголемите издавачки куќи во Македонија на овогодинешното случување на сајмот на книга. Авторите се секогаш интересни, комуникацијата која што со нив може да ја воспостават читателите, да ги споделат искуствата и секако да поразговараат и да добијат по некој автограм. Сигурна сум дека на нивното присуство ќе биде навистина, под знаци наводници да кажем, еден убав хаос, кога сите ќе дојдат одблизу да ја видат Исидора Бјелица, да добијат автограм, Марко Видојковиќ, да ги споделат секако мислењата за неговата книга и баш ви фала и за постоењето, нели, се уште на таа Југославија и секако мотивациите кои што можете да ги добијат од Славица сквер. Токму така, секогаш кога има автор гостен на нашиот штанд е некој позитивен хаос. Сите сакаат, нели, да се запознаат со авторот на нивното омилено дело, да добијат посвета во книгата која што, нели, останува спомен. Меѓутоа интересно е тоа што и читателите кои што доаѓаат на тие промоции на најновите изданија сакаат да развијат и дискусија со авторот, па токму тука е најинтересниот дел од целата промоција, што токму значи овој дел во книгата, да речем, или што токму сте сакале да напишете со ова, така што е навистина интересно и вреди да се присуствува на една од овие промоции. Тие беа тука секако гости пред почетокот на сајмот во Скопје. Марко Видојковиќ го видовме во нашето студио, со Славица сквер имавте и работилница. Како помина, дали веќе имаше интерес да се сретнат со неа читателите и следбениците нејзини? Да, Славица сквер е исклучителна жена, има навистина голем број обожаватели во Македонија. Токму на работилницата откривме дека и од Македонија има многу кои што оделе на нејзините семинари и мотивацијски говори во Белград. Навистина беше една убава атмосфера, од кај нас многу ја следат и токму се вклопија во сето она што таа сакаше да им го пренесе, сето онаа позитивна енергија, целиот оној начин на размислување дека за човек да биде среќен, треба пред се да прости и да знае како се простува, пред се да си прости себе си и на сите околу него, така што книгата на Славица сквер сите може да си ја купат веќе во продажната мрежа на Просветно дело. Да. На сајмот на книга веројатно и посебни услови кога станува збор во однос на цените на изданијата. Тоа е исклучителна можност, можеби по поволни цени, секако поголем број на изданија да се најдат во домашната библиотека на читателите. Подготвувате ли други изненадувања за читателите? Да, попустите секако ќе бидат големи, се со цел да им се доближиме што е можно повеќе и нели сите да можат да си ја дозволат онаа книга која што ја сакаат, секако дека ќе има сајмски попуст, ќе има и ред други изненадувања во текот на сајмот, така што ги поканувам сите од 3 до 9 мај да го посетат штандот на Просветно дело. Повторно ќе повторам дека нели од организацијата на Скопски сајм најавуваат дека учениците со групни посети ќе може сајмот да го посетат бесплатно, што е една огромна можност и навистина еден дел како може децата нели што повеќе да се доближат на книгата. Да, голем број на издавачи секако ќе бидат присутни на Скопскиот сајм. Верувам дека предизвик е за сите вас како издавачки куќи да бидете што попосетени, да понудите што поинтересна програма и сигурна сум дека не е лесно во периодот од сите овие 30 години колку постои сајмот да се биде еден од најактуелните. Па да, не е лесно, меѓутоа со добар тим како што сме ние, секогаш успеваме да постигнеме и секогаш успеваме да го донесеме сето она што е најактуелно кај нас и да им се доближиме на читателите. Не зборуваме само за странските автори, балканските автори, туку и за оние најактуелни македонски автори. Успевате ли да прошетате и на штандовите на останатите издавачи, колку имате време да погледнете што тие понудиле за нивните читатели? Па да, во делот од паузите, бидејќи ние сме нели секако постојано таму, таа недела кога е посветена на книгата и успеваме да размениме мислењето и со останатите издавачи, да исконтактираме со нив, да искомуницираме. Випарината Борис Трајковски е новото место каде што се случуваат сајмите. Веќе го немаме оној Скопски сајм и оние хали препознатливи кога шетавме по нив и доаѓавме од штанд до штанд. Каква е атмосферата во Борис Трајковски? Дали е тоа место доволно добро и може ли да ги собере сите издавачи, сите посетители? Задоволни ли сте од начинот на кој сега изгледаат и се одржуваат сајмите? Да,
Одлично е местото, значи, и токму како што кажа, ќе повторам и од организацијата, тоа што е променето местото на одржување на саемот не значи дека и тие ќе биде помала посетеноста, токму очекуваат спротивно дека ќе има уште поголема посетеност, бидејќи нели за прв пат саемот се одржува на друга локација. Да. Јас ќе напоменам повторно за гледачите кои што сакаат на полесен и поедноставен начин секако да стигнат до ВИП арената Борис Трајковски, благодарение секако на организаторите на Скопскиот саем, како едно олеснување за сите оние кои што сакаат да бидат дел од саемот. Благодарение секако и на поддршката на ЈСП, воведоа две нови автобуски линии кои во истиот период, значи од 3 до 9 ќе се обраќаат до ВИП арената Борис Трајковски. Линијата 100/1 ќе се сообраќа од населбата Ново Лисиче до ВИП арената Борис Трајковски и тоа последната траса: булевар Јане Сандански, Нова железничка станица, Југодрво, Рекорд, Соборна црква, партизански одреди, поликлиника Букурешт и ВИП арена Борис Трајковски. Значи ова е за оние читатели, жители од тој дел од градот. Секако линијата ќе почне, односно ќе се вклучи во сообраќај во 11 часот, а ќе се исклучи во 19. Саемот започнува од 10 до 20, значи ќе го покрие веројатно и целиот ден кога ќе може да присуствувате на саемот на книга и да бидете дел од сите штандови на издавачите кои што оваа година ги изложуваат своите најнови изданија на саемот на книга. И другата линија која што секако сообраќај од другиот дел од градот, линија 200/1 со сообраќај од населбата Дексион до ВИП арената Борис Трајковски во следната траса: Дексион, Ѓорче Петров, партизански одреди, поликлиника Букурешт и спортската сала Борис Трајковски. Исто така и оваа линија во сообраќај се вклучува со почеток во 11 часот, а исклучувањето ќе биде во 19 часот. Саемот на книга е во периодот од 3 до 9 мај во ВИП арената Борис Трајковски со почеток од 10 до 20 часот. И секако голем број на изненадувања од издавачите кои што оваа година се дел од јубилејното 30-то издание на саемот на книга. Ќе може да се најдат нови изданија по навистина поволни и убави цени. Саемските попусти се секогаш атрактивни за сите оние кои што сакаат токму во периодот од овие денови да ги најдат изданијата со кои што секако ќе другаруваат, книгите кои што ќе ги читаат и препрочитаат можеби по неколку пати, ќе ги споделат со своите најблиски. Секако е навистина одлично место каде што може да се запознаат со авторите на книгите кои што се специјални гости секогаш на саемот на книга. Оваа година за прв пат саемот во ВИП арената Борис Трајковски навистина место каде што можеби во една потопла и по мала атмосфера ќе може да се разменат искуства, да се прошета низ штандовите и да се најде она најинтересното за сите генерации подеднакво. Програма и за најмалите, програма секако и за повозрастните, и она што е најважното секако бесплатен влез за групните посети на учениците на еден навистина убав начин да стекнат навиката да го посетуваат саемот на книга. Ние во нашето студио разговараме за програмата на просветно дело и со нас е Марија Богоевска. Тука некаде веќе успеавме, ми се чини, да опфатиме целата програма која што ќе ја има на саемот на книга. Продолжуваат ли по завршувањето на овие денови попустите и акциите кои што ќе ги има во просветно дело? Да, секако тоа е саемски месец, така што попустите освен на саемот ќе продолжат и во нашите книжарници, се со цел, повторно ќе кажам, што повеќе да им се доближиме на читателите и што повеќе да им ја доближиме книгата. Да ја доближиме книгата и секако читањето да биде една навистина убава навика за сите. Благодарение на вас имаме навистина интересни наслови. Јас се надевам дека ќе се дружиме во периодот од 3 до 9 на саемот на книга. Тука сме ние да ги поддржиме сите случувања кои што се поврзани секако со вашата издавачка куќа Просветно дело. Ова е еден од најголемите и најзначајните настани за вас како издавачи. Тука веќе ќе се сумира сето она што во текот на целата година го работите, па веројатно после тоа малку ќе земете одмор, а ќе започнете веднаш со реализација на нови проекти. Продолжуваме веднаш како завршува саемот, веднаш продолжуваме со реализација на нови проекти. Како најголема издавачка куќа, веднаш по завршување на саемот следиме што е следно и што повторно ново да издадеме до наредниот саем следната година, а ни предстои учебната година, почетокот септември, без разлика што нели следи лето, ние се подготвуваме потоа за септември, така што постојано сме активни, кај нас постојано се работи.
Повторно ќе кажам, значи сето она што го сработивме изминатата година ги поканувам сите ваши гледачи и читатели на нашиот штанд, да се почестат со една добра книга, да не следат на нашите профили на Facebook за да знаат токму во кој период од денот кој од своите омилени автори може да го видат на нашиот штанд и пред се да уживаат во книгите. Токму така ќе ве следиме на социјалните мрежи за да знаеме кој кога доаѓа на штандовите, а би сакала тука барем да напоменеме кога точно доаѓаат јутјуберите, затоа што верувам дека нема да ни простат малите доколку не им го кажеме точниот датум. Јутјуберите доаѓаат на 4 мај на денот на наш свет, некаде околу 12:30. Да, учениците нека го искористат и бесплатниот влез да бидат дел од ова навистина убаво случување, дружбата со нивните омилени јутјубери, секако Наш свет и сите изданија на просветно дело. Марија, ви благодарам и ви посакувам успешни денови на сајмот на книга. Ви благодарам и ви очекуваме да бидете и вие наши гости на штандот. Драги гледачи, на овој начин секако го најавивме почетокот на сајмот на книга, кој што секако е на 3 мај во 10 часот, секако започнува 30-тото јубилејно издание на сајмот на книга, ќе трае се до 9 мај. Имаме 2 автобуски линии кои што веќе напоменавме како ќе се обраќаат, бесплатен влез за учениците и за групните организирани посети од страна на училиштата. Верувам дека ќе уживате во сајмот на книга, ќе најдете нешто што ќе го купите во секој случај и верувам дека ќе искористите можноста, повторно ќе кажам, на ЈСП да на еден навистина лесен и едноставен начин стигнете до ВИП арената Борис Трајковски, линија 100/1 која што сообраќа од населбата Ново Лисиче до ВИП арената Борис Трајковски, значи се вклучува во сообраќај, повторно ќе напоменам, во 11 часот, а се исклучува во 19 и втората линија која што се обраќа од населбата Дексион 200/1, истата оваа линија завршува до ВИП арената Борис Трајковски, имаат своја траса, се вклучуваат во сообраќај во 11, се исклучуваат во 19. Доколку можеби немате превоз како да стигнете до ВИП арената Борис Трајковски, Скопски сајм, сајмот на книга и ЈСП најдоа начин да го олеснат пристапот до овогодишниот сајм на книга. Тука нека да ви се заблагодарувам што го следевте овој дел од разговорот, се гледаме на сајмот на книга, а ние тука правиме една музичка пауза за да потоа во 10 часот ги погледнеме најновите вести во земјата и светот и се вратиме назад во студиото со уште една доста интересна тема.